Поставувањето на два рекорди во еден ден се два паралелни светови. Едниот во длабочините на земјата, а другиот кон височините. Овој проект наистина за мене има посебно значење, затоа што за прв пат се соочив да треба да размислувам во еден ден како да се спуштам во пештера, да продолжиме со нуркање, да излеземе, да се транспортираме и продолжиме со качување. Тоа за мене на почеток беше стварно нешто огромно предизвикувачки. Зошто баш двата рекорди во еден ден, бидејќи досега никој не бил подлабоко во Крштална и никој повисоко не се искачил фри соло и воопшто фри соло на Камена баба. За време на планирањето на активностите се постави прашањето што правиме со времето. Дали јас како тој што треба да ги извршува физичките тешки задачи и сите тие спуштање и качување, дали јас ќе имам доволно енергија, дали ќе можам да го завршам сето тоа во 24 часа. Ризикот е еден од големите фактори, затоа што со тој ризик несвесни кои се последиците кои што не би сакале, не дај Боже, да завршат со фатален крај. Постои свет длабоко под земјата, мистериозен, темен и недопрен. Тоа е Крштална, свет во мрак и тишина, мистерија која е неоткриена и недопрена. Откако го поставив почетното сидриште, започна со спуштање, поточно транспорт на целокупната опрема која што е потребна, за да се продолжи со спелено нуркање.
Секоја пештера и секоја пропаст е ризична. Затоа што влегувањето самото нешто во подземниот свет само по себе е ризик за секоја личност. Истражувањето на непознатиот подземен свет, вклучувањето во тесните меандри, канали, големите сали дава чувство како да сум во комплетно друг свет. Истражуваме и влегуваме таму каде што досега никој не бил. Затоа што вистинската слобода се чувствува таму, на работ, помеѓу животот и она другото. Откако го ставив неопренот, опремата, веќе доаѓа друго чувство, друг ризик, друг страв. Момент каде што сега треба да продолжиме. И треба да продолжиме со нуркање во пештерски канали, кои се комплетно исполнети со вода. Длабоко под земјата, таму каде што ништо човечко не припаѓа. Човекот станува гостин во царството на тишината. Се спојува со темнината, со водата, со стравот. Ова не е нуркање во длабочина, ова е нуркање во непознатото. Мојата цел е јасна, да стигнам до најдлабоката точка да го поставам рекордот. Но пештерата е лавиринт од тунели. Секој од нив може да изгледа како вистинскиот, но само еден води до целта. За да не се изгубам, морам да ја памтам секоја карпа, секој свиок, секој знак што го покажува каде што сум поминал и да не се оддалечам од безбедносната линија. Речиси секој потек се пресметува и секоја одлука може да биде критична. Тесни премени, ограничен воздух, студена вода. Грешка тука не е само губење време, тоа е ризик за живот. Со самото стасување до крајниот пештерски канал, тоа беше заклучно дека повеќе немаме простор за истражување, дека тоа е крајната цел и дека не е возможно никаде повеќе да се оди. И тоа значи дека тука ја завршуваме оваа приказка за Крштана и дека ставаме крај за спелеонуркањето таму.
зошто се одлучив баш да ја смениме целата таа програма и да тоа откачување појаже на насока да добија сосема друг правец, со што да не биде и си реков, ајде да се качуваме фри соло, да се качуваме без опрема. Свесен за сите тие ризици кои што можат да ми се случат мене, некако ги контролирав, затоа што предизвикот и мотивацијата беше на многу повисоко ниво отколку стравот и ризикот, кој што го носи со себе самата таа насока за да се качиш горе на врвот на Камена баба. Иако чувствував дека сум способен, секогаш постои тој моментот на она што е непознатото, но она што не можеме да го предвидиме, затоа што мал детал ни го губи фокусот, но тие сите такви елементи ги немав на листата, сето ми беше исклучено. Морав само да се сконцентрирам на крајната цел. А крајната цел е секако да се искачиме безбедно, фри соло на Камена баба. Камена баба воопшто не признава грешки. Таа е многу строга и не смееме да дозволиме во никој случај, без разлика дали се качуваме со јаже или на овој начин фри соло, не смееме да дозволиме да имаме ниту мал дефокус на нештото додека се качуваме на незде. Се случувале грешки, се случувале повреди на Камена баба, но кога е фри солото знам дека не сме ниту во еден момент да има грешка. Тие 40 на метри мораме да ги поминуваме комплетно сконцентрирани и секако правилно, професионално и најбезбедно да успееме и да се качиме горе кон врвот. Почетниот дел, првите 5-6 метра, ги поминав воопшто без да помислам на стравот. Како навлегов после 6-7 метро на карпата, веќе малте почувствував дека почнувам многу побрзо да се потам, да ми трнат малце рацете, па дури и нозете, но тоа траеше многу кратко. После 15-тиот метар не размислував воопшто никако на стравот во тие моменти. Значи ги исклучив сите тие сензори за страв. Туку се препуштив на карпата, на тој гранит, кој што е многу јак и силен, и секако го чувствував низ рацете, како го совладував нагоре. Со тимот разговаравме што ако се случи нешто, што ако се слизнам, што ако не де Боже паднам, најме дека тоа сето ќе биде документирано, дека
тие моменти па и за нив се уште многу потешки, знаејќи дека не дај Боже доколку имаше фатален крај и смрт, дека тие се последните кои што не снимале мене, дека го има последните кои што го биле во контакт со мене и секако тие се последните кои што во последниот момент се тука со мене и ми ја даваат поддршката за да го завршим овој проект. Тие моменти се навистина многу тешки, знаејќи дека сите ние како тим работевме заедно напорно на овој проект и без разлика дали се качувам јас горе на Карпа, јас знам дека и нив му беше исто толку тешко, не дај Боже да ја доживеат и да ја видат таа слика, затоа што тоа би било наистина траума за дури сме живи. Тежок момент ми беше пред да се искачам горе на врвот, на една мала платформа за пауза. Застанав и погледнав надолу да видам до каде сум стасан. И гледајќи го тимот долу од висина на птичкија перспектива, каде што свесен сум дека немам никакво осигурување со мене, повторно настапи тоа чувство за страв и ризик, знаејќи каде се наоѓам јас горе, каде се тие. Животот е прекраток за да се следат правилата и да не го правиш она што сакаш, она за што си роден. Нема страв, има само предизвик и победа. Низ годините се научив дека јас сум тој што го контролира умот, си давам конкретна наредба и нема притисок кој би ме спречил да ја постигнам својата цел. Затоа што не сме свесни што се можеме да направиме и да постигнеме со нашето тело и резултати, само доколку нашиот ум посака. Рекордите постојат за да бидат срушени, а и да се постават нови. Не може доколку веруваме длабоко во себе и не постојат рекорди или цел која не можеме да ја постигнеме.